вака сега ќе му речи. Еден ден Ке ме молиш, ке ме сонуваш. Браво. Баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило. А кај си и што си, со кого не сакам да знам. Еј, многу песни сум отпеала. Малце дискотека. Сите мои стихови, сите биле љубовни. Браво. Полни со депресија и тага. И една лага голема, тогаш нека чујат сите што ги боли болката што нема име. Браво. Тажна љубов, среќна песна, еве ти слушни ја. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш. Баш тој ден Ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило. А кај си и што си, со кого не сакам да знам. Браво, бе, Готово, фала човече. Богу. Еве ти едно раче. Па уште ми вели, не знам јас дали да пеам, пеј ти. Ке пеиш, оца, песна да земиш да снимиш. Шуева работа, бе. Значи, многу сакам да пеам, а многу ми е срам. Нема од чо Значи, срам. пеам само на караоке кога сум, да не речам, под действие на алкохол. И кај те у емисија нормално. Види, значи јас то го зборам, има многу луѓе што знаат да пеат, ама од што му е срам, онака гинат во себе си. Ќе има талент има, а на крајот на денот не е ни битно. Да. Значи сакам тие што се табу теми да речиме кога има пеач во собата и сите се срамат да пеат, то сакам да го искоренам некако. Од музиката, да, од музиката е за убаво чувство, за кеф, за мерак, не е за нешто, не дека ќе ти суди некој пеач ако имаш во околината. Ти си обкружена со пеачи Па уствари. јас затоа не пеам. Пошто сите околу мене пеат и јас сум као добро, јас сум водител. Значи кој ти се погоди некоја песна, ствари вака гледаш прво шак, Да. лево, десно, има некој, нема и почнуваш. Зимам винцето и викам ќе ми се Да, приклучи. браво. Види, многу ми е мерак, фала ти прво и основно што ми идиш на гости. Таму не работа, фала на Да, поканата. пред некое време се боревме временски, јас да ти дојдам во емисија, ти не можев да погодам она. Да. Сега ми идиш ти, ми правиш чест, па уште и со песна отварана работата за мерак. Многу ми е мерак што има млади луѓе што влегват во приказната, дали без разлика дали водители, музичари она, што сакат, што имат ентузијазам и што сакат да работат и што сакат вака да запеат малце, да излезат од комфорт зоната. Ке морав, дали сакам? Не бе Добро. мораше, значи Се лабаво. Денес сме Лабаво. тука лабаво, скроз. Лабаво, сакаш пееш, сакаш јас ќе запеам, не е проблем, ќе си го направиме муабетот. Кажи ми како си, шо има вака, прв пат, не прв пат, него одамна те немам видено надвор од тие телевизиски програми, од обавези, интервјуа, од такви ствари. Супер сум, среќна сум. Ова ми е можеби прво интервју од како сум во Канал 5. О, браво. Свари гледа, ако се емитува за 6 месеци, може и второ ќе биде. Да. Се надам прво ќе биде. И така, убаво ми е. Среќна сум Шубаво. таму кај што сум. Не беше едноставно да стигнам таму. Мислев дека никогаш нема да бидам водител, дека никој нема да ме признае така и дека треба многу работи да се поинакви, например можеби книжка да имам или некои општо познати Да, нешта. тие стандард муавети, да. Или да се знам со директор, со уредник, некој да ме пикне. Да, бе, Фала да, Богу, никого не знаев. Да. Најрегуларно си се обратив и си се вработив. Шубо, браво. Муабетот е ствари, знаеш јас на кој сум, знаеш мене кој ми е Вујко Стригот. Мојавето јас на која сум не постои Да. кај мене за жал, така да се Нема врска. Да. Види, се е то, мислам, си стои дека така функционираат работите. Функционира дефинитивно, Ама- ама има исклучоци. Така Знам е. и други луѓе, не сум само јас, фала Богу. Така е. Значи си се потрудила, си поминала период времења, си работела на нештото Да. и сега си таму кај што си заслужено. И тоа е Фала ти. многу ми е мерак што има такви приказни. Значи имам другари, имам луѓе што ги познам, еве сите сме почнале од негде, сите сме поминале некој тежок пат. И многу ми е мерак кога ќе има луѓе што врват низ некоја тежина, ја пребродват и пратат то
живот, онака Револуција, буквално. да. Тоа е треба да има такви приказни поки, треба да бидат чуени почесто. Кажи ми, пошто ретко те гледам, стално работиш, стално нешто едно време знам дека ми имаше пишано да ме водам едно девојче што пее, песна направивме ова она како пиар, не знам што пиар беше. Да. Па не знам, телевизија по ова, по она, викам добро чупево. Јас работам вистина цело време, ама чупето не застава со работење. Кажи ми, шо преш за да се олабаиш, што ме интересира? Знам дека сите сме во еден период кај што мора работење, кажи ми шо преш ти за да си се олабаиш? Јас лабаво со мачето, Со ама мачето. буквално зашто имам маче и затоа што омилен дел од денот ми е кога ќе се вратам дома, имам иначе од скоро маче, значи пак да речем ако се ми тоа за 100 месеци кој ти е мачето, ама ме сече, имам маче дома, добро. Лабаво со мачето, буквално смисла. Скроз. Доаѓам, се радува најмногу на свет дека дошол собственикот да му даде да јаде и затвореник дома остаено и се чекаш да дојде некој јадење ти. Значи, скроз не ќам ништо да правам. Значи го оставам телефонот и сакам да сум со мачето. Колку и да звучи тоа, не знам како, многу ми е драгоцено тоа време и секогаш сакам да најдам време за тоа. Значи попрво ќе откажам кафе да се видам со некој без разлика дали ми е драг или не, затоа што тоа ми ја полни батеријата. Девојчето со мачето ми, да имаше една девојката со точакот една песна. Да. Девојчето со мачето. Многу почесто, се почесто го слушам тој муабет. Знаеш, да ме шо през да се олавам? Ништо. Да. И кај мене исто одговорот. Да. Кога сакам да се олавам, буквално правам ништо. Че ќе седнам и седам и уживам во ништото, не гибаш телефон, пример, можна, ајде ќе пуштиш филм или нешто или да брчи нешто позадина, него ни гледаш, него ни слушаш. Да. Али битно да се олабаш и сега веќе откако сум женет нормално олабувањето ти е со жената. Значи не можеш сам да се олабаш, тоа не постои како концепт, да. Ама па тоа е убајната, значи кога си најдиш некоја личност што буквално сидиш дома и убо ти е, значи не ти ни треба сам да се олабаваш, едноставно си одиш дома и ти е за мерак. Некако стално добивам онакви да стално спомнува жената нешто, она не ми е диригирано така. Значи, убаво ти е. Не ми е речено од убајна го Да. жар се направи, се устрамив човече. Нема врска, не, стварно. Значи, пошто вака неделно попладни, зато ми текна и ретко го прашувам прашање, а ме интересира, што ти обично стално луѓето го ќе одат еве водители, пеачи на емисија, ќе оди ќе кажи спремам ова, спремам она, никој не кажува шо прави во слободно време. Например, ти шо правиш? Еве, пример, слободно ти е недела, ти е денес 6 сатот, не си сега на емисија, си негде на друго место, дома се речеме со мачето. Гледаш нешто серии, не знам, музички шоуа, интернет, шо Во те... недела во 6 најчесто чистам на ефтина струја. Генералка. Или може би тоа е веќе тоа. сум завршила со чистење. Сега во последно време нешто почнав книги да читам, иако почитувам многу, ама не сум некој читач на книги реално. Од пред некој ден патив да ги разлистувам книгите што ги имам дома и викам зашто не читам книги, човече. Мислам онака баш нема врска со технологија, значи не треба филм да пуштам, не треба да отворам лаптоп, телефонот ми е исклучен, значи се на страна, јас книгата и мачето. И мачето. Џогерот таму го гледам, нели спремен. Така да Џогерот те демни од далеку, читаш книга, не се можеш да читаш. Да. Нема везе, не, И супер. се спремам за неделата што ме чека, зависи кога сум на емисија, кои ми се гости. Читам углавном цело време за гостите и така. Утринска емисија. Да. По. Јас никогаш не сум можел да ставам со Вајле. Тој со Марче го ме правено муавет исто, пошто и тој утринска. Да. И кога ме викне, например, на емисија или еве кај тебе кој треба да не спиам вечерта за да стигнам на време. За да стигнеш И- во 9. Да, А и- пази, ние во 6:45 почнуваме. Да, што значи треба буквално да не спиам, да извозам, да дојдам од Битола и си викам, замисли ве секој ден, мислам нормално ќе живееш во Скопје, ама Да. пак треба станиш во 4-5 са Вајле или јас во мојот случај да не легнам пошто работам тоа време и да дојдам и цела емисија да терам нову напол како издржвате ве човек. Како е чувството да имаш секој ден нови профили на луѓе од Савајле? Пошто Да. тоа ми е мене несфатлив концепт, Да. например. Види, прво не е секој ден, во смисла не сум јас секој Да, ден. добро. Бев на почетокот, можеби тогаш си го гледал тоа кога бев на проба. Не, ако нема врска. Секој ден е пренапорно, стварно треба да си го И смениш секој втор да е, ритамот, пак треба си таму, да. Сега сме еднаш неделно, пошто сме доволно водителки. Легнувам рано, значи стварно легнувам 8-9, дури сега во последно време што почнувам да се опуштам како 12, легнувам, а станам во 5. Со читањето, дека со мачето иначе. Отвори книга и одма ќе заспиеш, да. Имав една ситуација кога бев на емисија
Вечерта бевме на Бувамара и заглавивме до, не знам, 2,5 веќе си легнав и следниот ден пак требаше да бидам, не знам што се случи, како се погоди 2 дена и јас баш тоа не легнав за да можам да станам. И другиот ден викам, кој знае што глупости ќе истропам, зашто прв пат да не сум спиена. Да. Значи тоа беше најболја емисија. Најдобро. Зашто Јас си знам. најфокусиран, тоест не знам колку си фокусиран, ама си онака што биде, нека биде. Не, најлабав ти е умот. Најлаба, така. Јас знам, например, многу пати не сум спиел, пошто сум имал обврски, имаше еден период кај што имав премногу свирки, баш после идоло, и полагав предмети на факултет и цело време бев хаос, ама имам приметено дека најмногу глупости, најдобар хумор и најлабав мозок имам тогаш кога не сум спан, кога ќе ми се спие и кога ќе ја поминам кризата за спиење, од тука натаму почнува муаветот. Не, мајндсетот што Значи- биде нека биде, кај Да. мене се испостави дека е многу добро, зашто доаѓам на емисија, викам емисија, значи не ми работи мозокот, не знам прва реченица што треба да кажам, пошто ти не читаш, него нели така се е, избориш. така е. Да, бе, ма видиш, затоа е лабав концептот. Затоа е лабо. Јас на пример идам и тука не спам, ќе дојдам. Значи сум работа, Истераме, сум мислам главел, дека да, си ќе легнал. дојдам од битола, таман си станал пример 1-2 сата, ќе извозиш, ќе дојдеш, ќе се наместиш, маваме емисијата и си одиш дома пошто жената те чека со јадење сготвено. Затоа сме вака бумбарче сум направен. Супер си Ама направен. знаеш како и многу пати се случува пример да треба кога имам емисија да договорам нешто друго денски. Мораш да станиш рано савајли, многу малце си спан. Ама кога ја поминам та кризата и кој седниме еве овде на пример седнуваме и немаш концепт, немаш ништо и почнува да си течи муаветот, да си течат мислите. Кажи ми, се позанимава едно време како пиер, можда уште си, не сум во тек, не знам Па дали не уште. сум, не сум. Мислам, не сум Така? го кажала вака јавно, ама да, се повлеков малку од пиар светот, да речеме, затоа што влегов па во други води, така. Да, не би види се. коментирала понатаму. Те разбирам. Мислам, можда не требаше да те прашам, али лабаво, знаеш како, нема Што врска. сакаш може, значи Да. не ти кажав за нешто, не ме прашуваш. Значи што сакам, а зошто се шалам? Не те прашам За зашто кој се ќе гласам? повлече. Да, немој, Тој за кого немој. гласав? Не, секоја чест, секоја почит кон сите, немој да се сватиме погрешно, ама кога ќе дојди ваков некој предизборен период, многу ми е мило што имам емисија за музика, што може Да. малце да влези, да разбие во приказнатото Да, и само да. реклама е. Нема врска. Кажи ми, влезе во светот на пиарот малце, и еве се имаш гледна точка и како новинар и како пиар во приказната, може да и пеачка ќе те направиме, пошто Не. е убаво пееш. Кажи ми, што мислиш дека му фали вака на сцена, естрада, не дека имаме некоја естрада, ама што мислиш дека му фали на сцената во Македонија за да профункционира малце поубаво? Од твое искуство од периодот. Повеќе емисии кои што ќе бидат наменети за сите оние кои што творат, пошто ми е малце неблагодарно да кажам дека луѓето не создаваат. Така. Мислам, стварно секој дневно излегуваат нови и нови имиња. Така е. И сега, например, во утринска даваме простор за тоа. Ама реално не е утринска местото каде што треба да се промовира Така и е. да се пренесе приказна на млад нов артист. Така е, факт. Треба да има музички емисии. Факт. Како што има секаде, да не идеме подалеку у Србија, кажем. Така е. Затоа и лабаво бидна да ти кажем право. Знаеш, кога правевме муаветот за што ќе биде концептот реков ќе биде лабав. Да. Ќе си пееме македонска музика, претежно ќе си промовираме и ќе си викаме артисти, стално гледам на неколку емисија, викнам некој помлад пејач или пејачка, Да што се даде луѓето простор. можда и не ги знаат, ама да му даеш малце, макар и една песна, макар и ниедна да нема, тезга нека свири, не е битно. Да. Сакам да му дам малце простор, пошто така мора од негде поддршка да се има. Не дават луѓето, нема медиумски простор, нема никаков простор Нема, уствари нема. во Македонијава, така што затоа сме ние тука лабаво. Дај кога сме на тема да маниме некое песниче нешто. Од тоа се плашеше, а? Да. И гледаш се Сакаш спремам со праси. рака да си викаш немој. Да. Нема врска, јас ти спеам ако сакаш. Кажи ми што пееш ти уствари. Уствари што ема аз да пеам, ко знаеш да пееш. Ај кажи ми што пееш вака во друштво кога ќе си под дејство на убави чувства. Значи, ај вака, пеј ти, јас тука ќе слушам. Ќе влегваш во приказната. Срам, не знам зашо, као нема проблем од камера, од тремоци, ама кога станува збор за пеење, значи кога сакаш 6 емисии сега ќе видиш? водам по 4 сати. Видиш? Не, ама лесно е да пееш. Лесно е дур не Не се е качиш на бина или пред камера. И то многу луѓе го имат видено. Знаеш, сите ќе збора лесно е и ќе го натераш, ела бе брат. Ела качи се. Патем едно од пред првите свирки да направам на времето, го имав 14 години таму.
и музичко запишан, или 15 уствари, втора година бев во средно музичко. И договараме некоја свирка и јас кажувам цена и некој од тие келнерите се збуни во кафичот, што беше врвеше случајно. И вика, шо ето јас тука работам цел ден за не знам која сума, ти му бараш толку пари за 2 сати. Важи, реков, дај ајнцерот, и јас го земам ајнцерот, ела му кам качи се на бината. И спенjen на песна, и дреми кутриот устрамен, ама јас, па реков, видиш, сам секоја чест, не сакам да потценам уопште. Нема случајов тој те потценил да, тебе. јас никогаш не би можел да работам, сам не би можел. Кога ќе мораш ќе работиш и како келнер и како се, ама не ми е то, не го неам фатот и за то си сака, фала Богу дека си има ваква, ама не можеш, не е лесно како што изгледа да се качиш на бина и да треба да услужиш милион луѓе истовремено, да му го држиш внимание. Па треба да влезеш во туги контури, значи во нечија професија. Мене ми е супер од страната на водител и например секогаш кога ни доаѓаат музичари, знаеш, ти беше мора да пеат. Че не ги пуштам, ама например не ги терам да пробаат нешто што не има комфорт зона. Чим мора да пеат, са мора и ти да запееш нешто. Ај ти пеј, јас вака тука. Што да направиме, бе? Знаеш, мислам дека немаме од Лозано испеано ништо досега или може да имаме нешто испеано, не се сеќам. А ми текна од преге во главата една песна ми се врти во мозокот. Знам кога бев струга постедно дека испеав. Се вика како тебе нема друга, јас ја пеам како тебе нема струга. Ако би толчанецу, нема врска, то така чисто едно поштовање си направиме. И одеше некако вака. Среќа е што те имам, среќа е. Си викаш гости, сам си пееш. Ти си мојот цвет, кога пустина е овој свет. И сега да се врати времето, во тебе би се влюбил повторно. Со тебе ми е убав секој ден, јас сум среќен со тебе. Како тебе нема друга, како тебе нема друга, не те оставам на друга. Никогаш, не никогаш, како тебе нема друга, како тебе нема друга, по себе ке те чува секогаш. Замерак, многу песниче, не знам, мислам дека е постара песна, не знам кога е точно излезена, ама стално го ми речат Лозано, иако има милион хитои, ова песна ми иди прва, не знам зошто, поздрав до Владче. Владче вади песни секој месец. Не, ама Алда му е, одлични хитои има, одлични песни. Нема песна што нема хит, реално. Да, и Лазе, супер, значи соработката му е, спојот му е за мерак, и стално ми речат дај нешто од Лозано, ова ми текнува. А обично мислат пример мандарина, нешто, знаеш, има милион хитои има, да. Или пример, како се викаше, километри бројам далеку од себе, километри бројам далеку од тебе, далеку од дома, далеку од сето, имам исто едно од омилените песни. Имав и пародија направено дури, ама сега не ми текнува како беше пародијата, да на TikTok нешто со австралијанци, да беше лето, беше битола, многу австралијанци имаше. И нешто со некој зборчиња оваа имав направено, пресмешно беше, многу ми пишеа многу луѓе од таму, брат, не салам, топ е песна. Да. Рефренот не го манавме, бе, човече. Како беше? Ми фали тој мирис на јоргован, ми фали тој мирис, мене душа да ми гали. Ми фали за велик ден јас да си дојдам, ми фали да сум дома, ми фали тој мирис на јоргован, ми фали тој мирис, мене душа да ми гали. Ми фали за велик ден јас да си дојдам, ми фали да сум дома. Браво!
Не знам од кај ми е еве си. Абе ти пееш, ти ќе те распееме до крајот на емисијата и песна ќе ти снимиме тука, Дурсе. Може. Види, Браво. сакам песна да снимам некогаш, ама сега некако Треба. сите вадат песни, не ми е време. Знаеш како? Не е битно Сакам и на крај книга да извадам и песна, ама ќе си дојде. да си направиш. Се Да. што сакаш да си направиш. Знаеш, не е битно на крајот на денот. Има многу луѓе што се плашат или многу луѓе што гледат не знам, тактичката страна на музиката, а уствари, сам убо е да ја гледаш, убо е да имаш план и така натаму, уствари нема врска, пошто на крајот на денот ако извадиш нешто што ти е тебе мило и што Да. ти излегва од душа, луѓето го препознават. Јас имам трошено време на песни, значи не, ако ти речам 3-4 месеци на песна, буквално секој ден в студио пресними, препеви и никој не ја знае песната. А пример се деси во срцето ја направив, да не претерам, за 5 сати ја направив песната за снимање за све и подваден ојдов спото го снимив во 2-3 сати и ојдов го измонтирав дома, го Ти кладов. беше таа на Макфест или Не, беше? не, не. Аха, добро, Претходно извини. песна, значи таа беше срца скршени на Макфест. дека ништо така. И спотот е со GoPro снимен без екран, без ништо, значи скроз знаците. рандом. И мана, пошто беше тема некоја кај што се пронајдоа многу луѓе и направи баги гледаност уште тогаш што за разлика од другите песни што ги има фен тон луѓе ми пише леле брат како да ми го опише животот, ама знаеш кога излези од тебе, кога ќе го планираш нештото може ќе биде, може Да, нема, да, кога да, излези од тебе многу поинаку, така што ако ти носи душата да си направиш. Да се ти те гледам дека имаш мерак, само што ти е срам, ти е шубе некој имаш онака Некој како сега да пеам. Цеци е срам од нешто, ја не сум срамежлива особа генерално, ама Да е... видиш, дојде на лабаво и се усрами. Да, а баш Страшна овде работа. треба да ми е Да, овде треба уствари најлабаво ти биди. Не бе, дека исклучивме климата, значи почна жешко да ти паќа вака, да расти температурата зато. Нема врска, кажи ми, значи си се пронајде себе си во телевизијата, си го работиш ова, дали имаш нешто друго што би правил, добро, рековме книга ќе напишиш, песна ќе снимиш. Дали имаш нешто друго, без разлика дали со мачето или не, што би сакала да го правиш во животот, дали е врзано со ова или не е битно. Пример, не знам, сакаш да садиш нешто на нива или појма Тикви не да оти. садам. Тикви Не. да садиш. Не, ама Па, стварно има луѓе што му е стварно Да. и вистина убо е да го работиш тоа. Не мора да е за продажба или професионално, да. чисто за душа. Јас пак е поврзано со мојата работа. Супер ми е вутринска, мислам тоа нели окей, тоа што го сакам, меѓутоа сакам да имам моја емисија која што би дошла со тек на време. Многу пати имав добро. Многу пати до Абе, сега многу имав пати. обиди да имам моја емисија и сега сум срекна што не се случило тоа. Оти не сум го имала искуството кое што ми го дава утринска. Дефинитивно, Значи да. ти да водиш програма од 3-4 сати во живо, мислам ќе научиш, мора да научиш. Нема друго. Таков тренинг не добиваш на друго место, така. Буквално за 2 Дефинитивно. месеци од сега да ме сјава да ме кажат имаш емисија, пак не би прифатила затоа што сакам да го стекнам уште искуство да си имам моја емисија, која што би била све што сум јас. Не го откривам концептот, може некој ќе ми го краде. Не можи ти мене, немој. Јас кажав еднаш концепт за емисија и после си ја видов на После си ја телевизија вида, и ми да. идеше да дојдам в Скопје и да се решам со некој работа, ама нема врска, ајде, не сум таков човек, не сум таков тип. Нека земат луѓето слободно, ме не е проблем. Нема, јас се научив, извини што те прекинувам, да не ги кажувам работите пред да ги направам. Мислам, ова е генерално си правим ова, Да, не ти кажам, јас никако Мене ништо. жената ме учи на тоа сега. Да, ама види, убаво е да го научиш тоа и да не ги кажуваш работите пред да се случат, оти околу тебе не сите ти мислат добро, Да. иако сте за А јас сум отворен фини. човек и та стално ми И вели. јас сум ама Да, стално ми вели, не мора се да му каже, значи уживај малце и во право е. Да. Сам си ја слушам за жената, жал се разбери. живееме во време кога не знаеш века кој ти мисли добро, кој ти мисли лошо. Така е, дефинитивно. И супер, многу ми е мило што имаш идеја за емисија некоја, да си ја чуваш и да си ја оствариш Ја понатаму. апгрейдувам целото. Да, иначе да, факт е дека тој тренингот нема, примери во музиката, луѓе што немаат свирено тезга, да речиш онака секој ден да свират, Да. не знаат, мислам, не знаат, Различно е. знаат, ама тие што свират секој ден многу поинак во школа имат добиен. Да. И е многу особено па ако имаш неколку свирки денот. Специализиран нешто за, не знам, за се дефинитивно. што треба на таа тема. Дефинитивно. Кажи ми, дали сакаш, кажи ми уствари не, вака, пошто сме во еден таков период кај што цело време има реклами и чуда и ова и она. Добро. Да, кажи ми, што треба, пошто сите се чукат в гради македонското, Македонија, ова, она, а ретко кој презема нешто за да си го промовира нашето и да направиме нешто поќе за да си се
да си се цениме поќе едноставно. Што мислиш дека треба да направиме за да се цениме поќе вака како луѓе? Многу длабоко прашање. Тешко, да, тешко аз прашање. Тежина ти удрив на Па Ќе да, олабајме да. со песна после, чисто така информативно. Не, ќе одговорам. Те фатив Што- сега, да, сега има да. 7 ми одговори. Што треба да направиме за да се цениме повеќе? Така ме прашам? Да. Види, треба да почне секој од себе. Јас тоа цело време го викам, барем јас така си го сменив мајндсетот. Цело време очекував некој да направи некаква промена и јас да бидам дел од неа. Кога сватив дека тоа нема да се случи, мислам без разлика на обкружувањето, на работата, нели, у различни фази, кога сватив дека јас прво кај себе треба да сменам многу работи и гледишта и да знам што правам, зашо постојам, да си го најдам моето, тогаш се ми се смени околу мене. Така си го сменив и обкружувањето. Ако ние се жалиме дека околу нас ништо не чини, ништо не чини. Значи Да, треба да да. смениш обкружувањето. И беше Дефинитивно. многу тешко да го направам тоа, затоа што треба да Најтешко е, тргнеш да. луѓе од живота, така. Најтешко. Ама сега сум срекна таму кај што сум. Баш ми е Заради мерак. се тоа што сум го направила и за да направиме било какви промени, значи дали политички, дали не знам какви, треба да тргнеме од себе. Браво. И да бидеме добри луѓе, нешто што е Убав најтешко. муавет. Еве си гледаш. Виш како А ќе ти речи некој. Јас знам да зборам. Виш кога ќе ти речи некој кога треба пеш како се одговараат прашањата. Друго некој е тешко прашање. Браво, браво, не убав муавет направи и тоа е една работа што е најтешка може да се направи, ама е најбитна во животот. Оти многу често не влечат некои луѓе што ни се блиски, не сме свесни дека не тегнат надолу Да. или дека не држат вместо и дека тапкаме заради нив. И што би рекол Snoop Dogg, вика многу имав другари, имам другари вика што сме значи буквално од Од бебиња, деца од што деца, растиме. И тие што продолжија да се надоградуваат, што продолжија да ме пратат, се уште тука. Останатите не се. Јас ги сакам, вели, како браќа, сите. Да. Ама ти тргнуваш нагоре и се наместо тој да проба да биди со тебе во чекор, тој пробува да те тргни назад, демек ти се смени. Не, брат. Е, баш така, Треба ти да се смениш. така. Значи, треба да одиш нагоре. Да. Ако идиш со мене, бујрум. Ако не идиш со мене, биди здрав и жив, ние пак ќе си се дружиме, кога ќе дојдам ќе пиеме кафе, само немој Да. да ме тегниш назад. Да. И во право е скроз. Значи, и кај нас го има тоа. Да бе, ти беше ваму или беше она или направи нешто и сега се смени. Абе, јас сум тој. Да. Додуше има луѓе што се менуват, небитно, ама јас сум Не, го тој. разбирам овето, да, Да, скроз. поентата е, ако сакаш да функционираме заедно, надогради се и ти. Ако Да. не, да сме здрави и живи, разбираш. Нема ја вличи Нема назад, љутиш, нема, тоа е животот е таков. Некои луѓе се тука да останат, клише муавет, ама така е. Некои се тука да останат, Така е. некои се тука да поминат еден период, некои се тука лекција да те одржат и така натаму. Ама ти си храбро човече. Јас мислам дека уште една песна ќе направиме со тебе. Храбра ми си некако така, те пратам дека си се бориш во животот и си го работиш тоа што сакаш, а гледам дека и музиката ја сакаш. Да, имам дури Се- виолински клуч. О, виолински Чекај, клуч. да покажам Знаеш за кај се нас. пише на петтолинијето виолински? На почетокот. Уу. Често те прашпат ова прашање? Не прв пат некој да ме праша Не, и основно ме прашал професор. Да, и на втората линија од сол почнува вака се црта. А, ти тоа мислиш? А, па јас на почеток. Не, нема врска. добро. Таман си, на Така, почетокот е според- многу убав одговор. Многу точен уствари. Мора да имаш да знаеш во шо Конкретен, клуч, да. да. И знаеш дека вака се кога го направи вака со прстите, сфатив дека уствари виолински клуч немам напишано од факултет го завршив. јас затоа се Години зборив. улеј. Страшна не, како се викаше тоа тетратката со Петтолинија, да. Реков да не лупнав нешто. Леле, и ноти немам пишан, ќе седнам, ова ми е домашна, сад дома го ќе Следната одам. песна напиши Ќе ја пишам, така. да. Кој знае Па, што не, ќе имав некои песни, што требаше уствари за Скопски и за Макфест, едно време на ноти да се пишат, оркестраци цели, па ги А. правевме на ноти, па извај ги Да, од да, да. вакво, па пиши нота по нота, па хаос. Среќа тоа е шпанско село, да, ама да, добро. среќа сега програмите имат опција како кога ќе ја направиш, после да префрлиш на ноти, иначе Да, да, да. ако требаше Порано. порано да ги пишам кој што ги пишевме на училиште, Ке хаос. станеше водител. Да. Видиш, кажи ми што ќе направиме уште нешто сега и да решиме работата. Ајде нешто од Тоша, ама не Тоше. знам што. Сите од Тоше пееме. Ајде. Да, па не знам тоа ми. Не, е ако онака. нема врска, Да. Тоше ќе го направиме, не е проблем. Може треба нешто. Ајде, терај. Знаеш што песна немаме направено? Твоите бакнежи на моите бели кошули цела ног ми буда. Да, спомени. Тоналитетот ти го повели. Две недели разделени. Браво.
да те замени. Браво, браво, ај уште едно. Твоите бакнежи На моите бели кошули цела ноќ ми будат спомени. Две недели разделени и осамени. Зар некој може да те замени? Уште еднаш овој крај. Зар некој може да те замени? Посветено на мачето дома. Симба! Браво, браво. Као се вика мачето? Симба. Симба. О, значи ти уствари го зеде вака и го крене му рече Симба. Значи јас кога го видов реков ти си принц. И ти ќе видиш Симба. Не, знаеш, многу Браво. интересно морам да кажам. Како Кажи, го крстив, уствари, он сам се крсти. Имав 5-6 имиња, поема немав кој да видам и беше Симба вака, ама не бев сигурна, никогаш не сум крстила некого. Да, бе, да. И му ставам ливчиња вака и викам кој ќе го фати тоа и го фати Симба. По, И ја пресреќа, фала Богу Симба. Уште да е. малци ќе ти зборнеше, ова го сакам. Не му беше јасно, Браво. бегаше пола сат од ливчињата, така Што да пресига те гледа, сега шо му е на ова, бе, дај нешто да јадам. Шо? цело. Браво, браво, браво. Еј, мора да снимиш една песна. Значи, I will. супер пееш, топ си држиш интонација, се си е таман. Дури одев малку на соло пење кај Николина Јаневска, кога слушна ќе Браво, биде горда. поздрав до Николиче. Сестра на Андрија Најневска, Да бе, да, бе. се знаеме, Се ни на знаете? факултет се Е. начекавме, мислам дека е постар од мене некоја година, ама Да, тука мислам сме. да. Еј, супер, супер. Баш ми е мило, фала ти што ми беше гостинка. Фала што ме види. Што ми го расположи вака неделното попладне, што уствари што на сите ни го расположи. Се надевам, Неделното се попладне. Дефинитивно треба да пееш, мислам, не мораш тоа да го гледаш како професија, ама за кеф дефинитивно треба да си пееш. И треба сите да си пеете уствари. Да. И сега направите ми една чест да речиме. Послушајте ме малце. Недела е, така, веќе фаќа уште малце 7 сато ќе дојди, вечерата ќе биде наместена. Значи не мора после вечера, пред вечера, кога сакате, земете си некој песнич или пуштете си телевизија и запејте си нешто од душа. Не мора сите да видиме пеачишта, не знам какви, запеј си од душата, брат, тоа е музиката. То сакам да го направите и се надевам дека ви беше лабаво неделното попладне. Се надевам дека ви носиме малце свежина во етерот овој период и се надевам дека наредна недела пак во 6 сатот поручек или во 18 часот попладне, вака културно да го речам, ќе се дружиме тука. Фала ви на вниманието и се гледаме. Поздрав!